Информација и едукација на студентите и новите предприемачи, како нивните идеи да станат реалност. Бизнис Ангели е европска организација која им помага на студентите иноватори да ја остварат својата идеја. Дел од активностите беа спроведени денеска на Штоловиот универзитет во рамки на Европската недела на Бизнис Ангели. Студентите со идеи имаат можност да добијат поддршка од ЕУ фондовите и Бизнис Ангелите кои се веќе етаблирани на пазарот. Во делот на она што ние заедно со партнерските организации во Македонија го организираме, прво информација и едукација на двете страни, и на предприемачите и на инвеститорите, а потоа и делот на законската регулатива, која што веројатно повеќе ќе треба да се комуницира со државните институции, затоа што една од правилата на ИБАН е да се самите инвеститори акредитираат, а тоа го прави Министерство за финансии во секоја од државите. Во делот на активностите предвидени се повеќе денови активност, кои што би придонеле да се издвојат барем неколку компании или студенти или предприемачи со добри идеи кои што би биле представени и во Истанбул пред инвеститори. Изминатите неколку месеци имаше подготовка за таа насока, веќе пријавени има, организирано и веќе вкрупнување на еден капитал, односно на фонд од странски бизнис ангели, кој што би требало да биде мечуван со домашни инвеститори или со фонд од државата, како дел од Co-Investment Funds. Студентите на Универзитетот на Југоисточна Европа имаа можност да се запознаат со работата на организацијата на Бизнис Ангелите. Беа презентирани успешни примери и како тие можат да им помогнат во реализација на нивните идеи. Имавме презентација од компании во кои што презентира како во Македонија може да се делува заеднички, значи студенти од една страна со нови идеи и од другата страна компании во кои што сакат да вложуваат во нови идеи со цел тие идеи да еден ден да станат реалност, значи да се креираат нови компании. Идејата е и во Македонија да почнеме да размислуваме во таа насока, бидејќи целта е иста и цениме дека ќе биде на доброто на студентите од една страна во кој што ќе имат можност нивните идеи да ги презентираат пред такви бизнис ангели, од другата страна, значи бизнис ангелите да почнат да размислуваат малце за R&D компании. Целта беше да може што повеќе стартап компании и на студентите да им презентираме како тоа се прави во практика и кои се нивните авантажи во однос да почнуваат нивна нова компанија. Како може бизнис ангелите да им помагат во контекст на добивање фондови и нормално како може да се инволвираат во контекст на decision making, како што би рекол, односно да го споделат ризикот со нив заедно во однос на генерирање најнови идеи и нормално донесување одлуки што би можеле да бидат перспективни во пазарот. Бизнис ангелите се веќе предприемачи кои што се добро етаблирани во пазарот, меѓутоа веќе имаат некоја огромна сума што веќе генерирале средства со нивната бизнис идеја и фактички треба нели да го кренеме таа свесност во кои чекори тие отишле, како може тие да бидат инволвирани во овие нови стартап компании и да инициираме веќе новите студенти да помислат во тој аспект. I'm here as advisor of integrated study. Јас сум тука како советник и како експерт за да им дадам информации на новите студенти кои не се запознаени со бизнисот. Не е доволно да се биде само менаџер, потребно е многу повеќе. Се радуваме што можеме да ги поддржиме младите генерации во нивните чекори кон процесот на работење. Новите предприемачи своите идеи можат да ги поднесат најдоцна до 15 декември. Истите ќе бидат презентирани во Истанбул, каде ќе се одржи завршната манифестација. Канцеларија за консултација е отворена и во Скопје, а договорот е потпишан оваа година и ќе трае до 2020-та.